Денешната емисија е инспирирана од еден подарок. Девојките од Foodbox ме изненадија денеска и ми испратија подарок. Внимание, мезе во кутија. Нив може да ги најдете на Instagram и да си порачате вакви интересни мезиња кои ги имаат во најразлични варијанти. А јас ќе искористам нивната идеја за да направам нешто во мој стил. Немаше тоа да биде возможно да не беа пријателите од Витаминка. Се слушнавме, се договоривме и решивме да израдуваме тројца многу важни особи кои ќе добијат нешто што ќе видите во следните минути. Останете со нас. Најпрви, многу пати сум ви кажала дека не знам да правам благи, но тоа не значи дека не треба да се потрудам со готовите производи на Витаминка да направиме нешто кое другите, луѓето кои ќе ги добијат моите подароци, ќе знаат дека малку сум вложила труд и внимание. Ќе направам еден крем, крем кој го прават нашите мајки за да подготват торта. За да го подготвиме тој крем, потребно ни е една мала шолја млеко и во неа ќе растворам пудинг, секако на Витаминка. Пудингот ќе го направам да биде густ, буквално нема ни да биде структура на пудинг, туку ќе биде баш како грудки. Тие ќе ги искористам кога комплетно ќе се излади за да направам путер крем, односно да направам еден фил кој понатаму ќе го искористам за да направам убави колачиња со помош на бисквитите на Витаминка. Само малку ќе го растворам пудингот за да немам грудки. Растворете го во малку вода, нема да ставам шекер заради тоа што ќе ставам шекер во прав во самото правење на филот. Сега ми треба само да направам убава густа смеса со помош на ванила пудинг и со вкус на ванила. Млекото е веќе пред зовривање. Ставивме многу малку млеко, секогаш кога ги правите овие кремови, вашите мајки, баби или па и вие, ако сте баш по благото и знаете да подготвите убаво благо, ќе ви кажат дека секогаш треба да направите густ крем од пудинг, затоа што тој понатака со обработка со миксерот ќе стане убава кремаста и по густа структура ќе му даде на филот. Само промешајте го додека проврие, дајте му минута до 2. Да се соедини. И трнете го на страна, смеете да го користите кога комплетно ќе се излади, бидејќи доколку го ставите врел пудинг во ладен путерот секако ќе стане во течна состојба, а вас ви треба да имате баш убав кремаст фил. Јас подготвив еден напред за да не го чекаме и ќе почнеме да го составуваме филот. Најпрви ќе го изматиме путерот. Тука имам околу 250 грама путер, односно 2 мали куцки несолен путер на собна температура. Ќе почнам со матење, во него ќе додадам една шолја шекер во прав. Полека ќе почнам со додавање на шекер во прав за да направам убав путер крем. На сите емисии што ги гледам каде што ние совршени готвачи прават тие прекрасни торти, знам дека она што го кажуваат како совет е дека путерот се мати со шекерот долго време, додека потоа кога се става дали пудингот од ванила или било која друга состојка, треба понежно да биде матењето. Шекерот и путерот се матат подолго за да се деси емулзификација, односно да се состават состојките и да направат убав нежен крем. Внимателно. Внатре ќе додадам и малку ванилин шекер, секако на Витаминка, за да го ароматизирам. Овој крем во суштина се
не знам, на англиски би бил butter frosting, односно крем кој во суштина не може да го користите за да филувате торте, но може да биде измеѓу слој во било каков пандиш, барем и во нашиот случај бисквити кои ќе ги избереме од програмата на Витаминка. Пудингот ни е веќе комплетно изладен, бидејќи се работи за баш цврста структура, кога ќе се излади, ќе ставаме малку по малку додека не ги соединиме сите состојки кои ги ставивме во кремот. Внимателно, на најспора брзина на миксерот. Соединете ги сите состојки. И тоа е нашиот крем. Само да видам. Еве, ова е густината која треба да ја добиете. Комплетно го изработивме пудингот кој го ставивме внатре. Бутерот веќе изработен за да направи кремаста содржина. И ќе ги искористам. Малку само да размислам, може би ставила премиум колачињата кои се со вкус на портокал. Мислам дека совршено ќе одговараат во комбинација со мојот крем. Со убавиот крем од путер ќе земам од колачињата и ќе ставам измеѓу. И ќе направам една блага закуска. На овој начин можете да ги и луѓе кои не знаат да прават благо како мене, да ги разубават, да си купите готови куки, со овие се баш полни со чоколадни внатре парченца и имаат мирис на портокал и мислам дека со убавиот путер крем ќе бидат дополнително збогатени. Следно што ќе направиме се мус, слоевити редења на производите на Витаминка во теглички. Следно што сакам да направам е едно слоевито редење на сите производи од благата програма на Витаминка и да направам малку мус чоколаден, ќе ги искористам нивните чокостови флипс на син ми и овој пат ќе ги искористам сарита бисквитите. Путерот прво малку ќе го стопам, значи ставете го на неколку минути. Мислам дека му е доволно 1 минута за само да се стопи. За тоа време имам интегрални бисквити кои се направени од цело зрно. Ова е во основа оној можеби слој кој се става за чизкейк, а јас ќе го искористам како основа да направам мус. Во една кесичка со зипер, со патент, ќе ги ставам убавите бисквити интегрални. Имаат преубав вкус, бидејќи се направени со, мислам дека се со лишник, овие да. Овие имаат лишник. Ќе ги издробам бисквитите. Многу сакам кога луѓето имаат креативни идеи, кога наоѓаат креативни начини да се пронајдат, да изнајдат нови производи. Па, така, денешната епизода нема некој посебен рецепт, нема нешто што веројатно ќе го научите, но можеби ќе ви дадеме и ќе ви идеја и ќе ви инспирираме да ги израдувате оние кои ги сакате, да им направите нешто посебно и на тој начин да им покажете дека ги сакате. Ни следат нели празници кои
ја слават љубовта, па направете нешто посебно за тие што го сакате. Путерот е готов. Само ќе ги здробиме бисквитите и со помош на мојата метода за кршење на бисквити, јачки и останати продукти, искрчете ги и ситнете ги. Или искористете блендер доколку сакате да бидете помалку варвари. Направете една смеса, која веќе е убава и ароматизирана и измешајте ја со путерот, за да добиете тесто кое ќе го нагмечиме како основа во моите теглички. Само промешајте го убаво за целата смеса од бисквити да се облее во убавиот путер. Мириса лешникот, ова е баш јаткаст вкус ќе има оваа смеса и ќе подготвиме еден мус. Јас мусот го подготвувам со павлака за готвење, сладка павлака за готвење. Тука имам една шолја, во едно тенџере, ќе ја стоплам павлаката за готвење, ќе дадам време да се згрее и ќе искористам бели чоколади на витаминка. Белите чоколади се млечни и ќе го направат мусот многу убав, кремаст и пријатен. Секогаш ги сакам овие слоевити рецепти, каде што можете со се што имате дома или се што може да порачате, например од пакет мака имате еден куп продукти, вклучително и производите на витаминка, можете да седнете, да си направите еден план што би ставиле во некоја тегличка, во некоја чашка, па да направите чизкейк во чашка, мус во чашка, а овие продукти како чокостоби флипсот имаат баш една забавна компонента. Павлаката веќе се згреа, видете, почна да формира малку до меурчиња на страните, тогаш е право време за да ја ставиме чоколадата внатре. Ќе измешаме додека чоколадата комплетно не се стопи и не направи кремаста текстура. Намалете температурата на вриењето за да не направите павлаката да загори чоколадото, а не на тивка температура. Мешајте со маталка додека не добиете конзистентна смеса. Ќе го оставам малку да се подизлади, а во меѓувреме ги подготвив моите теглички. Ќе направам 3 и додека се лади мусот, ќе започнам со редење. На дното ќе наместам 1 до 2 лажици од бисквитите во путер. Убаво ќе ги разнесам по површината и по дното на теглата. Ќе земам од мојата мус смеса, ќе си помогнам со моите мерици на карез, така ќе бидам сигурна дека ставам еднаква количина во сите теглички. И ќе ги наполнам теглите со следниот слој. И сега идеално би било да ги ставите во фрижидер за малку да се стегнат пред да продолжите со редење на следната содржина.
додека мојот мус се стегне во фрижидерот за да можам да го дополнам со крем и со чокостоби флипс, ќе го направам она што можеби ми лежи. Можеби не сум добра за подготвување на благи работи, навистина се борба за да ги направам, но денеска заедно со Витаминка ќе изненадиме 3 многу посебни личности. И нарекувам посебни затоа што имаат во себе една исклучителна уникатност. Игор и Искра се лица со посебни потреби кои се огромни борци, докажани активисти на полето за подобрување на правата на лицата со посебни потреби. Искра е поетеса, Игор совршено готви и Стефанија која е дете од Прилепско, Беровци, која има исклучително многу таленти и е талентирано дете со многу успеси. Ние ќе подготвиме 3 сладки кутии и ќе ги испратиме на нивната адреса. Они не знаат се уште за тоа, да емисијата ќе оди неколку дена после снимањето, а ние веќе утре ќе ги изненадиме на нивната врата. Ќе почнам со редење на целата сладка програма. Можеби не сум добра во подготовка на торти, колачи, нешто што захтева многу трпение, но знам да направам и да сложам убава чинија. Така да се надевам дека ќе им се допадне нашето изненадување. Целата оваа идеја дојде од моето изненадување, односно тоа што се почувствував толку важно што некој ме помислил и направил да се чувствувам посебно, затоа што ми направил храната е секогаш подарок со кој можеме да ги негуваме оние кои ги сакаме, па се надевам дека ќе им се допадне овој наш подарок. Ставам софт кейкс по една кутија во сите кутии. Ќе ги наредам од страна. Кога разговаравме со Витаминка за целата идеја денеска, навистина сите се потрудија, видете какви убави кутии ми направија, за да можеме целото внимание да го дадеме и да биде тоа подарок од почеток до крај. Многу сакам кога луѓето ги негуваат блиските и кога прават персонализирани подароци. Јас често го правам тоа со храна. Тоа што многу често во мојата кутија или кошница може да најдете, не знам, свинско парче месо или нека нестандардна состојка, не значи дека не знам да направам блага кутија, а имав и добар пример денес. И ќе ги наредам сите состојки. Мислам дека тука имам дополнително и Сарита бисквити, кои се интегрални бисквити, и ќе ги ставам од страната. Веќе се запакувани, ќе ги оставам како такви, затоа што можеби ќе си ги искористат за ужинка во некој од деновите кои им следат понатака, не мора да бидат отворени. Направете и вие нешто интересно и негувајте ги оние кои ги сакате. Сега малку ќе закјутам, си пуштам музика и ќе се обидам да направам убави сладки Витаминка кутии. Секако се исполнети со многу убави желби, бидејќи сите овие личности заслужуваат посебно внимание, заслужуваат посебно признание за нивните борби и достигнувања. И јас само се надевам дека ќе продолжат да не инспирираат понатака. И заеднички ќе направиме поубав сет, секој со своите таленти, секако секогаш грижејќи се еден за друг. Риско чоколади. Апсолутно едно сладко изненадување, кој се надевам дека ќе им го разубави денот, ништо повеќе. Тука имам пралина чоколадица или овие се држеи, мислам дека се. Ќе ги ставам целите, баш се убаво спакувани, можеби ќе си ги зачуваат за понатака да ги конзумираат. Или
ми личат убави за декорација. Ништа не може без Атлантис, една од најпознатите продукти на витаминка. Се надевам дека ќе знаат дека со многу радост ги правам овие кутии. Цело време дури и готвењата, знаете ли дека кога научив да готвам и кога почнав да готвам за другите луѓе околу мене, го направив тоа заради тоа што сакав да ширам позитивна енергија, односно додека готвам, сакам да мислам на убави позитивни работи и цело време сум со убедување дека целата позитивност може да се преточи и другите да ја почувствуваат само доколку се потрудиме. Ставам уште бисквитчиња, халачиња, овие се со, мислам дека се чоколадни халачи, бисквити. И имам и тука, ќе ги подарам сите. Многу сакам да подарувам. Не знам да примам подароци, тоа исто треба да го знаете за мене, дека многу сакам да подарувам, но не знам да примам подароци. Секогаш кога некој ќе се обиде да ми подари подарок, дури несмасно реагирам заради тоа што не се чувствувам пријатна и покомотна се чувствувам кога јас подарувам. И сам дека ова се деспина со чоколадо и мирис на портокал, мирисаат на портокал. Имам по една кутија за сите. Мусот се стегна, веќе комплетно е стегнат. Јас од озгора ќе ставам уште малку од бисквитите, за да ги раздвојам слоевите. Ќе наредам само малку, за да има неколку различни слоеви. Морам да ќутам додека го правам, затоа што апсолутно, дури да помислам да правам нешто благо, мислам дека ќе го утнам. Имам од убавиот путер фростинг или путер крем. Ќе ставам и еден слој од кремот. И на крај, на што најмногу ќе се израдуваат сите, мислам, чокостови флипс. На нив и јас се радувам како мало дете, еден од омилените продукти ми се. Секогаш кога полнам бензин, си купувам чокостови флипс. И имам чоколадирани кикирики. Сам дека совршено одговараат во оваа комбинација. Ставам по неколку, за баш да ги се збунат и секоја залче да им биде различно искуство.
На крајот ќе ги затворам. Теглите се рециклирани, меѓутоа се убаво измиени за оваа намена. И наполнив малецки теглички со джемче, бидејќи ставивме интегрални бисквити и сакаме да имаат опции како да ги конзумираат, како и джемот на витаминка. И уште има тука. И последниот ќе направам убави капачиња, за да знаат дека на секој детал е посветено внимание. И имам убави лепеки кои ги направивме со витаминка за да им покажеме внимание и се надевам дека ќе им се допадне она што рачно го направив за нив. Последната тегличка со моето рачно направено благо. Може би не ви понудив денеска некој посебен рецепт, но мислам дека ви понудив многу убава и позитивна енергија. Подарувајте и сакајте се. Изненадете некој кој ви е близок или кого не го познавате. Секогаш ширете добрина и бидете определени према другите. Јас се надевам дека ќе им се допадне она што го подготвив за нас. Ќе го потпишам дека е од витаминка и со љубов од Маја. И се надевам дека ќе осетат и почувствуваат целата љубов која се убедов да ја принесам правејќи ги овие кутии. Вие останете ми добро и бидете секогаш среќни и насмејани. Имајте убава вечер, а моите кутии веќе утре патуваат да ги изненадат Стефанија, Игор и Искра. Со љубов од Маја и витаминка. Јас им благодарам на витаминка што ја поддржаа мојата идеја и заедно ќе ги израдуваме Игор, Стефанија и Искра. А ние се гледаме веќе утре.